По најновите анкети кои не одат во негова полза, премиерот Заев го зголеми влогот, откако вчера најави дека е можно одложување на изборите, денеска се закани дека нема да подне составка на 3 јануари, доколку не бидат изгласани според неговите зборови суштинските закони. Останува отворено прашање зашто власта чекаше да дојде крајот на нејзиниот мандат, па сега овие закони да станат услов за одржување на закажаните избори на 12 април. Јас сум првиот што секој пат диалогот го почитувал и имам намера целосно да го испочитувам, но немам намера да ја поднесам оставката ако некој ги блокира ваквите процеси. Без поднесување на оставката нема започнување на сите постапки. Последните анкети на јавното мислење покажуваат зголемен рейтинг на опозицијската ВМРО-ДПМН и нејзиниот лидер Христијан Мицковски, а пат кај СДСМ и Заев. Од опозицијата велат дека на владачката партија очајно е потребно алиби за одложување на предвремените избори. Според Александар Николовски, обидот изборите се одложат преку ратификување на членството во НАТО бил разобличен и не успеал. Па сега власта се обидува да постигне својата цел преку поднесувањето на стотици закони во собранието кои се штетни за граѓаните. Имено на Зоран Заев во овој момент очајно му е потребно алиби за одложување на изборите. Заев е уплашен и се плаши од соочување со народот. Го повикуваме да не ја носи Македонија во длабока и тешка политичка криза за која само тој ќе е одговорен. ВМРО-ДПМН нема да ја прифати коцкарската игра на Зоран Заев и нема да прифати уцени. Зоран Заев одамна не е во состојба да поставува услови. Тој нема кредибилитет и изборите се единственото решение. Порака дека изборите треба да се одржат на 12 април, испрати Арбен Таравари од Алијансата на албанците. Тој вели колку повеќе Заев чека, толку повеќе ќе паѓа неговиот и рейтингот на неговата партија. Што подалеку оди СДСМ, падот не застанува, значи континуирано има пад на рейтинг. Дали ќе се одржат април или декември, ја мислам дека за нив искрено подобро за СДСМ е април да се одржи отколку јуни, октомври или декември. Така да, што ми има договор од сите партии, мислам дека би било добро еднаш барем да стои на збор. За експертите, ке премиерот постои страв, бидејќи анкетите не одат во полза на неговата партија. Велат, ако изборите не се одржат на 12 април, револтот и кај опозицијата и кај граѓаните ќе биде голем. Сепак, дел од нив сметаат дека со ваквата реторика, првиот човек на владата се обидува да изврши притисок врз работата на пратениците.